Конструкцијата на примерот за ротација на триаголник се одвива на следниот начин. Ја избираме алатката за означување точка и означуваме точката А со координати 2, 3. Потоа, со десен клик во прозорецот прикажи во името го прикажуваме низиното име. На истиот начин ги означуваме точките Б со координати 5, 4 и С со координати 5, 1. На сите точки им го прикажуваме името. Потоа, ја избираме алатката за креирање на многоаголник и ги поврзуваме точките А со Б, Б со С и С со А. На овој начин го добивме многоаголникот, т.е. триаголникот АБЦ кој што треба да го ротираме. На страната АБ со десен клик ја означуваме и го прикажуваме името. На страната BC и го прикажуваме името и на страната AC и го прикажуваме името, при што забележуваме дека спроти темето C лежи страната C, спроти темето B лежи страната B, спроти темето А лежи страната А. Потоа, означуваме точка во координатниот почеток, точка D, околу која ќе ја вршиме ротацијата. Потоа, со алатката отсечка меѓу две точки, ги цртаме отсечките D, A, D, B и D, C, за да можеме нагледно да ја прикажеме ротацијата на точките А, Б и С. Аголот за кој што ќе вршиме ротацијата го одбираме преку лизгач и за овој агол имаме интервал од 0 до 360 степени со чекор 1 и ширина 180. Ги променуваме карактеристиките на лизгачот преку карактеристики, бојата да биде црвена, изгледот, дебелина на линијата 4. Аголот го поставуваме на 34 степени. Потоа, со помош на алатката агол со дадена големина, ја најдуваме сликата на точката А за при ротација за агол алфа спротивно од насоката на стрелките на часовникот. Го прикажуваме името на точката и тука се наоѓа точката А'. На истиот начин ги наоѓаме и точките Б', и С'. Повторно со алатката за многоаголник ги поврзуваме темињата А' со Б', Б' со С' и С' со А', добивајќи го триаголникот А', Б', С' кој што е слика на триаголникот АБЦ. Забележуваме дека со зголемувањето, односно променувањето на аголот, се врши ротацијата на триаголникот А', Б', С'. Да ги промениме карактеристиките на аглите бета, гама и делта, кои што се сите еднакви со аголот алфа за кој што ја вршиме ротацијата на триаголникот. И тоа во изглед дебелина на бојата да биде 4 за аголот бета
потоа големината 40 и исполнувањето за сите три да биде 25. Бојата нека биде со црвена боја, одликување агол спротивно од стрелките на часовникот. Гама исто агол спротивно под насоката на стрелките на часовникот. Изглед значи дебелина на линијата 4, големина сега малку да биде поголема, значи големината 50 и исполнување 25. И агол делта со изглед дебелина на линијата 4, големината ќе биде во случајот 60, исполнувањето 25, одликување значи агол спротивно од стрелките на часовникот и бојата нека биде плава. На овој начин нагледно ги добивме аглите за кои што се врши ротацијата. Можеме да забележиме дека при промената на аголот од 0 до 360 степени се ротира триаголникот така да при агол од 360 степени потполно се поклопи триаголникот A'B'C' со триаголникот ABC, при што заклучуваме дека е складен. Од ова можеме да заклучиме дека за секоја геометриска фигура при ротација за некој агол алфа, дадената геометриска фигура се пресликува во складна на неа геометриска фигура.